Добар ден и од мене започува новото издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телм. Денеска ќе го поставиме прашањето и ќе го добиеме одговорот зошто е важно идните мајки да бидат подготвени за чинот на породување и мајчинството. Гостин во студиото ни е доктор Денис Алхалили, специјалист по педиатрија од приватната болница Медика Истанбул, инаку тој е исто така основач и председател на Сдруженијето за грижа и едукација на бремени жени, мајки и деца Лулка. Добре ни дојдовте повторно. Благодарам на поканата. Гледачите повторно ќе имат можност да се дружат со вас на редовна основа. Во месецот 2 пати ќе бидете наш гостин и ќе опфатиме разни теми од областта на неонатологијата, педиатријата и како што спомена веќе и грижата на трудниците и подготовката на идните мајки. Лулка организира низ работилници во 2018 година. Што вели вашето искуство, зашто се позаинтересирани идните мајки, дали да се информираат за бременоста, за чинот на породување или пак за доењето? Па најмногу интерес, како и постојано од кога започнаме со работа, значи најмногу интерес побудува породувањето и токму заради тоа ние имаме една специјална работилница што е наменета за породување, во која што практично се на некој начин симулира породувањето од периодот кога е мајката дома, значи во доцната бременост, кога трудницата е дома, кога ќе добие првите болки кои ќе ги добие или кога ќе се случи, значи почеток на породувањето и симулираме на некој начин се што се случува до моментот кога ќе биде испишана од родилиште заедно со своето бебе. Голем интерес се покажа во текот на работењето на Лулка и за доењето, затоа што навистина има недостаток од информации за доењето и тука навистина со тие работилници кои што се наменети за доењето, навистина има многу позитивен фидбек од страна на мајките и што е најважно и потоа после породувањето, затоа што доаѓаат како трудници кои што треба да се информираат и едуцираат за доењето пред да се породат. Меѓутоа многу често веќе во денешно време имаме секојдневно, значи прашања од тие кои што ги посетиле работилниците во врска со доењето откако ќе се породат. Затоа што знаете мајката која што дои на некој начин со мало бебе што туку породена, таа е на некој начин врзана за домот и не може да излегува и да бара поддршка, најчесто одат само до педијатарот на мерење и се враќаат повторно дома. Меѓутоа Лулка од тој аспект значи нуди таква поддршка и секојдневно одговараме на прашања во врска со доењето. Она што ново произлезе во 2018, тоа се две нови работилници, односно два нови концепта и тоа едниот концепт е за рана бременост, каде што самите, значи млади луѓе по забременувањето, значи од кога ќе откријат дека се бремени, доколку е бременоста посакувана, значи да дојдат на работилница на која што ќе разговараме токму за тоа како да биде здрава бременоста. Значи до сега работевме многу и фокусот ни беше насочен најмногу на породувањето и на доењето, меѓутоа сега една нова работилница која што ќе биде планирана за месец март, во која што ќе има точно ќе разговараме значи за оние тегоби од почетокот на бременоста, за прегледите и за сето тоа како да се одржи здрава бременоста. Така има тука навистина многу области што може да се опфатат. Претпоставам дека трудниците имаат навистина многу прашања на кои што очекуваат да добијат одговор. И сега ме интересира зошто е важна поддршката да ја добијат идните мајки во овој процес. Па видете, се повеќе и повеќе доаѓа до израз да речеме важноста на информациите кои што ги добиваат во текот на бременоста трудниците и прегледите кои што ги прават со цел значи да се обезбеди здраво новородено и на некој начин да се намалат оние бројки кои што се нели доста критични во Македонија во однос на смртноста на новороденчиња и на предвремено родените. Се утврди и тоа е веќе јавно е познато дека колку што повеќе информации имаат трудниците и колку се повеќе информирани, колку повеќе е спроведен тој процес на едукација и на поддршка во тек на бременоста, колку редовно се прават прегледите, толку се намалува и бројот на предвремени породувања и бројот на компликации после раѓањето. Што значи ако ние сакаме значи и како организација, меѓутоа и како општество, како држава, ако сакаме да се подобрат резултатите во однос на нели оние лоши бројки кои што ги имаме, мора да се започне со поддршка во тек на бременоста. И токму заради тоа е многу значајно, значи Лулка го работи тоа скоро 9 години, значи 8,5 години,
Меѓутоа и сега кога таа тема навистина дојде многу значи едноставно многу актуелна, значи ние продолжуваме со тоа што го правиме и токму заради тоа и ќе правиме една работилница која што е за рана бременост, со цел навреме да се информираат за да може колку што е можно поквалитетна и поздрава бременост да се одржи, за да се спречи предвремено породување инфекции кај новороденчето кој што после може да доведат до некој полоши. Многу е важно да добијат трудниците точни информации, бидејќи на интернет кога истражуваат наоѓаат море, лавина од податоци, дел од тоа точно, дел неточно, па сега треба да бидат многу внимателни при селектирањето, вака кога ќе посетат некоја работилница која што водат стручни лица, ќе може да добијат точни препораки и насоки кои што ќе бидат корисни за бременоста да биде здрава. Видете предноста на работилниците, значи од една страна е тоа што навистина стручни лица кои што навистина познаваат материјата ќе разговараат со нив, значи може да прашаат било што ги интересира, меѓутоа предноста на овие работилници на Лука е што и понатаму ние постојано одговараме на нивните прашања. Так, значи може да се подпрат на вас и од кога ќе се породат. И до породувањето и после породувањето, како што кажеме во однос на негата на бебето, во однос на доењето, така да навистина е позитивен впечатокот. Исто така тоа што го кажавте во однос на информациите, би сакал да кажам, значи Лука организираше еден караван во текот на септември, октомври и ноември, каде што во 10 градови низ Македонија правевме работилници исти вакви за породување и за доење. Значи има голем број на жени кои што не го познаваат доволно англискиот јазик за да може да на некој начин да дознаат многу работи за бременоста. На македонски јазик се ограничени информациите што ги има и заради тоа е уште поважно во внатрешноста, значи не само во Скопје, туку и во внатрешноста да има пристап до такви работилници, до таква едукација и едноставно да го добијат тоа што им е важно како информација. Колку е важно идните татковци, односно партнерите, да земат учество на овие работилници, да бидат подготвени, да и бидат поддршка на жената во текот на бременоста и после породувањето? Тоа е исклучително важно, значи партнерот треба да биде дел и од бременоста, треба да биде дел и од породувањето. Многу често гледаме, значи веќе во денешно време скоро сите, да речеме, интересни видеа кои што се од породување, каде што да речеме некои луѓе, дали обичните луѓе или славните личности го споделуваат моменти од породувањето, секако можеме да видиме дека татковците се активно вклучени во породувањето. Ние во тек на нашите работилници што ги организираме со Лука, ги покануваме татковците и правиме различни интересни активности за нив, значи за да не бидат пасивни слушатели, туку и тие да се вклучат за да може после да и помогнат на мајката во тек на негата. Што можат тие таму да научат, да совладаат? Па сега значи организираме оваа година значи дополнителни активности за татковците каде што ќе ги учиме како се држи бебето, значи како правилно да го прифатат бебето. Многу често татковците имаат на некој начин страф или несигурност кога ќе го фатат бебето, така да ние имаме фантом кукла, значи бебе кукла со која што всушност ги учиме татковците како да го прифатат бебето, како да го држат. Исто така ги учиме и како да го придржуваат при капењето за да ја помогнат на мајката и како да менуваат пелени, така да тоа се активности кои што се многу важни. Активностите на Лука, сакам да кажам дека се насочени и ќе бидат понатаму насочени во подобрување на поддршката и во тек на породувањето. Значи на некој начин да успееме и на самата трудница да ја обезбедиме повеќе информации и поиндивидуален пристап во текот на породувањето. Беше синото прашање, зошто и таткото да биде на породувањето присутен, што е реткост кај нас мора да се признае, дефинитивно е голем дел од родилиштата се од затворен карактер и немаат пристап татковците да сакаат да влезат. Знаете, со отварање на родилиштата ние всушност ќе го подобриме и третманот на мајката, затоа што ако е таткото тука навистина ќе се добие една похумана, да речеме еден похуман третман или една похумана димензија на самото породување, затоа што тоа е навистина важно и за понатаму мајката како се чувствува и дали ќе дои и како ќе да речеме се грижи за своето бебе понатаму. Пред да преминеме за тоа како ќе дои, би сакала да прашам зошто е важен и индивидуалниот пристап кон мајката од страна на медицинскиот персонал во текот на породувањето. Видете, во тек на нашата работа, значи еве и во педијатријата и со Лука кога работиме на поддршка на овие трудници, родители што имаат мали бебиња, значи секако за да може да му помогнеме на некој, односно на некоја мајка или на некоја трудница, ние мораме индивидуално пристапиме, односно да одговориме на некое прашање кое што го има таа и кое што не изеја за сега.
Индивидуалниот пристап во тек на породувањето е многу важен затоа што секоја мајка или секое породување е различно едно од друго, затоа што тоа е еден чин кој што е многу суптилен и има многу големо значење за родителите и токму поради тоа за да може да се обезбеди правилна поддршка и во тек на породувањето и за доењето мора да биде индивидуален пристапот. Тоа значи ако ние сакаме навистина да имаме ефикасно доење, да се зголеми оној 21% што е според мене катастрофален во Македонија во однос на доењето, за да се зголеми ние мораме да обезбедиме некоја сестра која што индивидуално ќе пристапи на мајката и ќе даде поддршка и во самото родилиште во тек на тие први 2-3 дена додека е таму. Затоа е важен индивидуалниот пристап. Тоа значи дека можеме да правиме многу едукации, меѓутоа ако не дадеме поддршка индивидуална, значи во самото родилиште и во форма на патронажна посета после породувањето на сите мајки, тешко дека ќе се подобри процентот на доењето. Видете, јас пошто работам во ординација, разликата меѓу бебињата што се доени и тие што не се, апсолутно е во тоа што многу поретко доаѓаат и многу поздрави се оние бебиња кои што цицаат. Значи помалку се разболуваат во текот на првата година, многу помалку бараат медицински третман, многу помалку лежат во болница и тоа е на некој начин заштеда за здравствениот систем и за целото општество. Повеќе аспекти има придобивки, затоа треба да се пристапи многу сериозно. Дефинитивно. Ајде да ги вклучиме гледачите со нивни прашања, доколку сакаат да постават некое прашање или пак да споделат некое искуство, слободно може да се вклучат во програма на 3076 677, тоа е телефонскиот број на телевизија Телма. И сега доаѓаме до оној момент зошто мајките тешко го воспоставуваат успешно процесот на доење. Дури и на почетокот, доколку го воспостават, доколку има доволно млеко, доаѓа до еден момент кога велат млекото ми секна и некако лесно преминуваат на дохрана со адаптирана формула. Значи, доењето е, како што кажавме, индивидуална работа и зависи од секоја, значи од една до друга мајка или од една до друга жена која што дои. Она кое што во изминатата година и пол од кога посериозно се занимаваме со овој проблем на доењето како лулка, како организација, се наметна, значи, интересно прашање дека во принцип најчесто има проблем со доењето поради недоволна информираност. Проучувајќи ги сите, да речеме, модерни текови или модерни начини на поддршка на доењето во соработка со некои странски организации со кои што соработува Лулка, дојдовме до 3 важни елементи кои што мора да бидат застапени за да може доењето нормално да се спроведува и мајките да не се откажуваат од доењето. Значи, првиот момент е едукација пред породувањето. Затоа што знаете, ми се чини дека тоа е клучното што недостасува. Ретко која мајка е спремна дека треба да дојат, се подготвуваат за самиот чин за породување поради стравот од болка, но никој речиси не размислува што кога ќе го земат бебето во рака. Токму тоа, значи, бидејќи работите секојдневно со оваа тематика, значи сте го забележиле истото, значи се фокусираат многу, значи и мајката и идната мајка и идниот татко се фокусираат многу на породувањето, бидејќи нели тоа е кулминација на бременоста. Меѓутоа, многу малку има достапни информации и малку читаат за доењето. Кога ќе се породи жената, значи кога ќе го добие бебето во раце, веќе настапува една сосема друга фаза, бидејќи породувањето е позади неа, значи завршило се како што треба. Едноставно веќе доаѓа една нова тема за која што најчесто немаат воопшто информации. Така да првиот проблем кој што е многу важен и на кој што ние директно сме насочени, значи за едукација, е во тоа да мајката уште во тек на бременоста знае како функционира доењето, како надоаѓа млекото, кој е механизмот за да се обезбеди повеќе млеко. Од физиологијата и анатомијата, значи на доењето и на градите, па се до практични совети во смисла колку често да се дои, дали да се дои од двете гради или од едната града, доколку се дава дохрана по препорака од педијатар, да речеме на адаптирано млеко, како да се даде тоа, кога да се дава, на кој начин после понатаму да се отстрани таа адаптирана формула која што била како на дополнување. Доколку ова сето го правиме, значи и доколку мајката ги има овие информации, верувајте дека е многу поефикасно доењето и многу полесно останува да дои до 1 година или до 2 години. Тоа и го гледаме секојдневно со Лулка и таа поддршка која што ја даваме всушност е насочена и кон ова, значи да добијат вистински информации. Вториот момент кој што се
Само накратко, вториот момент кој што се наметна како проблем, кој што е многу важен да се адресира, тоа е да биде воспоставен првиот контакт во првите 30 до 60 минути после породувањето. Тоа значи колку што е можно да се намали бројот на царски рез, да се преферира спонтаното породување, за да може и првиот контакт на мајката и бебето да биде во првите 30 до 60 минути. Контакт кожа со кожа. Контакт кожа со кожа, затоа што знаете, бебето можеби воопшто нема да цица во текот на првиот час, меѓутоа самиот контакт, самото стимулирање на мајката многу побрзо ќе ја предизвика лактацијата и многу побрзо ќе почне доењето. Тоа е докажано со студии на секаде во светот, значи тоа се прави на секаде во светот, значи првиот контакт се поставува првите 30 до 60 минути, кожа на кожа е веќе стандард, значи во многу држави во светот, така да вториот момент кој што е многу важен за доењето и за целокупната поддршка е тој. И третиот момент е всушност тие посети во текот на првите 2 до 3 недели после породувањето дома, значи всушност патронажната служба која што ќе дојде да биде ефикасна во давањето на советите кон мајката за да може да се одржи доењето. Ние многу често имаме информации, јас не сакам да ми земат за зло или да ме замери некој, меѓутоа многу често доаѓаме до информација каде што кажуваат дека повеќе патронажните коментираат некои други работи кои што не се толку важни во однос на бебето, во однос на негата, а на доењето посветуваат многу малку внимание или воопшто. Така, тоа е точно. Веќе кога зборуваме за доењето, особено мајките кои што имаат близначиња сметаат дека тоа би можело да биде проблем. Добре. Но искуствата покажуваат па и друго, дека може да се дои тандем. Само е потребна поддршка. Кои се вашите најголеми успеси, вака да речеме, во таа област? Бидејќи веќе кога спомнавте за начин информирање, оние мајки кои што сакаат да дојат многу често се дел од групите кои што дават поддршка на доењето. Има тука мајки кои што минале низ тој процес успешно, па несебично споделуваат искуства и даваат насоки. Така. И еве можете ли да споменете што значи успех? Дали бебиња кои што на почеток не цицале, кои што биле на дохрана, можат со тек на време да преминат на мајчино млеко? Апсолутно, значи многу често добиваме такви прашања, дали поради тоа што се близнаци или поради предвремено породување или едноставно поради погрешна несоодветна информација која што ја добила мајката во првите денови после породувањето, може да биде комбинирано доењето, односно да биде доење и дохрана или да биде само на дохрана. Меѓутоа многу често на работилниците ние го потенцираме тоа и сакам значи целокупната јавност да знае. Доењето нити надоаѓа млекото наеднаш, нити па наеднаш се губи. Така да тоа е еден процес кој што треба неколку дена за да се воспостави и бара трпение од мајката, значи и бара поддршка, меѓутоа исто така и намалувањето на млекото не е нагло, туку може значи и доколку бебињата, да речеме ако се близнаци, не цицале или само делумно е цицањето, може со соодветна поддршка да се продолжи и да останат само на мајчино млеко. За близнаците, значи можно е и да биде комбинирана исхраната, меѓутоа многу е значајно, верувајте, секој ден плюс што ќе цицаат, многу значи и за близнаци, и за предвреме родени, и за термински бебиња. Така, имаше еден комплимент до вас, упатен од мајка на близнаци, која што ми се чини предвремено беше породена. И иако незините бебиња не цицале еден извесен период, со ваша помош воспоставиле успешен процес на доење. Ајде да го вклучиме гледачот кој што е на линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Мислам дека имаме проблем со линијата. Нека се јави гледачот повторно. Еве. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Во врска со темата, значи... Така, секако ве слушаме. Да, во врска со темата, значи, јас сум моментално нова мајка, значи, имам бебе 20 дена. Така. Ке ве молам само зборувајте во континуитет, ние ве слушаме, не морате вие да се слушнете во програма. Значи, во почетокот првата недела детето цицаше на 3 сата. Така. А моментално значи имам проблем, значи почнува да бара да цицам на секој пола сат, значи немирно е, не сака да спие вечерно време и што велам 3 дена веќе ни тоа спие, ни јас спием, само може да спие само на градите додека цица. Така. Некој совет од докторот. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Родители понекогаш, значи има различни пристапи. Некои мајки се одлучуваат да дојат
на 2 часа, на 3 часа, некои пак дојат на барање, односно бебето кога ќе побара. Еве како во еден ваков случај, што е правилно? Препораката обично е во првите недели да се практикува на одреден период да се дои, односно да не се оставаат големи периоди. Дали 3 часа е голем период? Според мене да, 3 часа е голем период за бебе кој што е толку мало, значи ако е 20 дена, би требало да биде почесто доењето на 2 часа. Дури Американската педијатриска академија од минатата година советува и на секој час слободно да се дои, и дека и тоа може на некој начин да го обезбеди доењето и понатаму да си продолжи како што треба. Конкретно во овој случај, значи јас би препорачал, значи прво да се измери, односно да се види дали тоа што бебето бара да цица почесто е резултат на глад или што секако ќе го каже мерењето на вага, или пак може да е поврзано со грчевите, пошто кажа мајката дека навечер бебето не спие. Коликите што се бебешките колики обично настануваат попладне или навечер во вечерните часови, 2 до 3 часа од некогаш траат, и во тој период бебето навистина бара да биде на града, меѓутоа не може да му помогне тоа, односно дека не помина тие грчеви, не е мирно. Тоа се случува најчесто кога бебето ќе почне убаво да пие, затоа што за да настанат коликите треба да има доволен внес на млеко. Тоа значи од прилика околу 3 недели, 2 до 3 недели, како што е возраста кај ова бебе, значи може да се работи едноставно за колики, а тие значат дека бебето навистина убаво пие, така да со едно мерење и со консултација со педијатарот би се расчистиле да речеме дилемите. Секогаш се препорачува мајката да пие повеќе течности, колку што е можно да се поштеди од секојдневни стресови и да речеме некои активности кои што не се насочени директно кон бебето и кон доењето, бидејќи само опуштена и задоволна мајка која што е смирена може најубаво да го дои своето бебе и секако да се консултира со педијатарот и да се измери за да се види дали се во ред. Многу е важно да се консултираат секогаш, еве дури и со Лулка, значи да ни пишат или да се јават на Лулка или да ни пишат на Facebook, на имейл пред да додадат адаптирано млеко. Затоа што од кога ќе додадат адаптирано млеко, особено ако скокаат подои и некогаш дадат оброк со шише без да се постави бебето на града, може тоа да смета на процесот на доење и на некој начин да го влоши. Често пати се одбиваат децата токму поради тоа, почнуваат да сакаат да пијат млеко од цуцла наместо од дојка и потоа е тежок процесот на враќање назад. Токму заради тоа и апелираме, значи да се консултираат со педијатар или да се јават кај нас да ни пишат со цел да добијат поддршка пред да додадат адаптирано. Па ако треба адаптирано и ние ќе им кажеме. Меѓутоа на кој начин, како и со цел после одредено време кога ќе се воспостави ритмот на доење добро, по можност да се отстрани адаптираната формула целосно. Така. Бебињата во родилиштето најчесто се спокојни, безгрижни и родителите кога ќе дојдат дома очекуваат една таква слика, но потоа се наоѓаат во еден маѓепсан круг на ненаспаност, на плачење на бебето поради колики, доења често и слично. На работилниците уште какви се информации можат родителите да добијат поврзани со првите денови во домот? Дали разговарате за тоа како бебето се капи или како да се смири кога плаче? Еве може ли некои трикови да ни откриете? Па во принцип да, на работилниците се разговара и за овие теми кои што се многу значени, на некој начин ги воведуваме во тоа што треба да се прави, меѓутоа многу е позначено и тоа што може да ни се обратат со прашања за конкретна ситуација за да може и да им помогнеме или да им кажеме како на некој начин да го смират бебето или што да прават во одредена ситуација. Точно е дека е напорно навистина, посебно за оние што се прв пат родители, значи кои што имаат прво дете, прво бебе. Нашата порака секогаш е значи доволно информираност, значи едукација, меѓутоа од вистинските извори и секако значи смиреност, барање на поддршка на времена, како што кажаме, значи ние ја даваме таа поддршка, ја нудиме на работилниците, ја нудиме понатаму значи преку прашања и одговори, значи да навистина во моментот кога треба им помогнеме и секако многу често и возраста, односно времето оди во прилог на тоа дека овие едноставни, да речеме, болки родителски поминуваат. Например, коликите од 2-3 недели до вториот месец веќе се губат, така да после настапува еден период на да речеме на мирно, на да речеме посталожено родителство. Доењето е веќе воспоставено и навистина нуди една многу убава нежна интеракција меѓу мајката и бебето. Но првите 3 месеци знаат да бидат навистина напорни и тешки. Имаме уште еден гледач на линија кој што чека да се вклучи во програма. Добар ден. Добар ден, вака, имам бебенце 6 месеци, само да ги поздравам, да поздравам емисијата и да поздравам сите мајки кои што се дојлки.
Имаме ние преубав ритам, да речем, воспоставен за бебенцето, спиташе на 2 сати. Така. Немавме проблем никакви со грчеви или со колики. Сега, мислам дека ако може да ми кажете на 6 месеци, на колку треба да ги скратиме подоите, пошто некако имаме малце повеќе на килаже. И тоа е тоа. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Исто и ова е често прашање, доколку бебето напредува многу, е на мајчино млеко, дали треба на детето му се скратат подои, дали треба се стави на дете или пак бебе кое што е доено и е на мајчино млеко, едноставно така треба да се развива. Видете, најчесто нема потреба од некаква диета или скратување, особено на оваа возраст на 6 месеци, би требало да се започне нели со она комплементарна исхрана, што е всушност воведување на одредени продукти во форма на овошје, немлечна исхрана. Најчесто, значи во најголем број од случаите, со заменување на подој со оброк, бидејќи главната препорака за воведувањето на исхраната е прво да се замени еден утрински подој, обично вториот, значи кога ќе стане бебето кој се разбуди да цица, следниот подој што би требало да биде после 2 часа би требало да биде заменет со оброк. Па после од прилика 2 недели од кога ќе биде воведен тој, да речеме, оброк утрински, кој што препорачува да биде овошје, се заменува уште еден подој во тек на од прилика кон средината на денот, се заменува со исто така со исхрана, со зеленчук, значи со ручек. Со самото тоа, бројот на подои во текот на 24 часа се намалува, затоа што се воведува исхраната. Добар совет и добра, да речеме, препорака која што е до родителите е кога ќе се воведе тој оброк, како што е нели случај сега со 6 месеци како кај гледачката, значи да на некој начин се прескокне еден подој, значи да не цица бебето веднаш после оброкот, туку да поминат барем 1 или 2 часа после оброкот за да може повторно бебето да цица. На тој начин се регулира тежината, бидејќи храната која што бебето ја прима има многу важни хранливи материи, меѓутоа не е како млекото калориски богата и заради тоа најчесто бебињата кои ќе почнат со дохрана на некој начин малку и се да речеме слабеат или добиваат повеќе во должина, а тежината помалку се зголемува. Така и нормално физиолошки со тек на месеците до 1 година да се намалува качувањето по месец на тежина, така да главната препорака е да се воведе храната како што е препорачано и да се намали бројот на подои за сметка на јадењето и сосема ќе се регулира, најчесто се регулира тежината сосема добро. И пред самиот крај на емисијата само да прашам кога ќе бидат следните работилници, кога ќе се одржат, која ќе биде прва од нив, како ќе биде насловена, дали ќе биде поврзана со симулација на породувањето? Да. Следната работилница на 21 февруари од 18 до 20 часот, тоа е среда, значи и таа е симулација на породување. После оваа работилница, значи ние ги испланиравме еднаш месечно. Во текот на март ќе биде работилница која што е наменета за рана бременост. Во текот на април е за доењето и во мај е работилницата која што е наменета за родители во однос на најчестите проблеми со кои што се среќаваат во текот на раното детство на детето. Тука во тој дел тие се нови, значи во однос на раната бременост и во однос на родителството ќе разговараме и за фебрилност, ќе разговараме за исхрана, за како да се стимулира детето подобро да јаде, бидејќи после 1 година многу често и тоа е проблем, че различни педиатриски теми кои што ги интересираат родителите и за кои што може да разговараме. Доктор Денис, ви благодарам што бевте дел од 0M+. Еве ги повикувам гледачите да се вклучат на веб страницата на lulka.org и исто така може да ги остават своите податоци во програмата Растеме заедно, за да може да добијат одговори на конкретни прашања. Ние ќе се видиме повторно за 2 недели, а тука јас им заблагодарувам на гледачите што не следеа со внимание и се гледаме секако секој работен ден во рамки на утринската на Телма од 12 никаде до 12:25 минути. Пријатно!